بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Едно од тоа нешто кое треба да се правиме секој еден од нас, хесаб сам со себе, е ова тема за која зборуваме денес, за која ќе зборуваме. Ова тема за која ќе зборуваме денес е многу опасна. Ова темава, насловот на темава се викаат хасед, завидност. Што е хасед? Хасед е рак, чума на делата на еден верник. Ги уништви како рак, како чума. Ги прави пепел делата. Рекол пегамбер алейхиссалам во хадис. Хаседот е јакулу амел, хаседот го јадит на делото како што огнот го јадит на дрвото. Пепел. Ништо нема да ти остане. Ова е нешто кое е во наше срце сместено. Секој еден треба да биде внимателен. Ова е хасед. Ова е грев, еден од големи гревови, еден од големите гревови, хасед. Ќе видиме дефиниција за хасед, што е хасед тамам. Али во почеток, себе по ова е хасед, причина ова е хасед, првиот грев што се направи во сема, во небо. Првиот грев што се направи во небеса беше ова е хасед. Иблис. Ла'анахуллах. Аллаховото проклетство нека е на него. Поради ова е хасед, поради ова зависност, одби наредба на Аллах Джелешану. Халактани минен нар, ва халактаху минет тин. Аллах Джелешану му нареди на мелаики на Иблис да падне во сежде на Адем во захвалност на Аллах Джелешану, зашто го створи. Сите паднаа во сежде илла Иблис, освен Иблис. Истакбара, направи кибар ке него. Али себе по зашто беше хасед, завидност. Ме створи мене од ога, на него го створи од блато, јас сум подобар од него. Јас сум поубав од него. Подобар сум од него. Како денеска има такви со негов кијас, негова аналогија, парф употреби аналогија, шејтан и се излаже. Парф употреби аналогија, шејтан се излаже. И ти ако употребиш ваква аналогија, дека јас сум подобар од него поради мој мускули, поради мој ум, поради мој ова, може да се излажиш многу. Значи, првиот грех што се направи во сема поради ова хасед, поради ова завидност. Првиот грех што се направи во дуња поради хасед, поради завидност. Исто. Ова е хасед, ова е рак, уништуваш на дела, ги топи делата како огно дрвата. Хасед. Аллах Джелешану, знаете таа киса со синови од Адем алейхиссалам, Кабил и Хабил. Аллах ни нареди, од нив имаше една полемика помеѓу ними кој да ја земат за жена една од черките на Адем алейхиссалам. Едниот му преше хасед зашто му припадваше на другиот. Кабил му преше хасед на Хабил. И Аллах Джелешану му нареди да му жртвове курбан, на Аллах Джелешану да му приносе жртва. И Аллах Джелешану фатакуббила мин ахади, и се прима курбанот од еден од ними, од Хабил. Кабил го уби на Хабил, поради хасед, поради завидност, поради тој хасед што го имаше во него. Го уби на Хабил, на негов брат. Првиот џуна, првото грешење што се направи во дуња, поради ова завидност. И денеска што гледаш гармада проблеми, голем број, голем процент од тие гревови што се прават во дујна, односно од теа ривалство, од тоа непријателство што се прави во дујна помеѓу верници, е себе ова е хасед.
Хаседот е нешто, кажавме од големи гревови, број 1. Број 2, со хасед ти не си задоволен на кадерот на Аллах, на одредбата од Аллах. Му правиш хасед на ниаметите кои му Аллах Желешану му ги дал на некој од неговите робови. Аллах му дал на некој од негови робови некој хасенат, некој добри дела, некој ниамети, некој благодети и ти не си задоволен со ова одредба од Аллах. Зошто да има тој? Зошто му дава Аллах на нему? Оти што завидвиш. Знај дека правиш ти негација на кадерот, на одредбата од Аллах. Не си задоволен со одредбата од Аллах. Со самиот хасед. Се чудиш како некој има намаз, има пост, има нафиле, има садака. Го гледаш. Ама нема никакво влијание теа ке него. Не се гледа никаков знак ке него од тоа нешто. Намаз 5 намази 30 години. Го гледаш цује, го гледаш лажи, го гледаш кради. Никакво влијание намазот ке него. Пост, го гледаш понеделник, четврток пости, бели денови пости. Нема никакво влијание ке него. Истиот, како кога бил џахил. Истиот. Никаква промена. Бел не го полож. Зошто? Затоа што овај хасед му ги изел неговите дела, му ги стопил неговите дела, му ги уништил неговите дела и затоа немат ке него подобрување. Зошто Аллах Желешану вели секој петок го чите тоа имамите од худба? Намазот ги отвратви на верниците од прење на лоши дела, ги упатви да пред добри дела. Ама ако го немаш упати, значи нешто не е ноксање со твој намаз. Или со твој намаз, или со твој хасед. Го уништил хаседот на твојот намаз. Го здробил. Немаш намаз. Го уништил, брат. Немој да мислиш дека не е така. 100% да си сигурен дека го уништил. Затоа немат подобрување. Затоа немат напредија ке многу муслимани, ке многу верници. Себе по овај хасед. Себе по ова завидност. Го прашале на Хасан ел Басри. Некој да не појде да има шубе во себе, да рече, верник е. Хасен ја? А филани, не, него никако не го, не, тој не. Го прашале на Хасан ел Басри. Дали мојот верник да имат Хасен? Хасан ел Басри. Ова бреше многу го спомнат Хасан ел Басри, многу го мисли дека ова е суфија. Во наш народ познат како суфија. Не, ова е еден од имамите на Ахли Суннет. Еден од имамите на Ахли Суннет. Да знаеме. Така во некои книги се пласират дека ова е како суфија. Некои книги што ги преведви, некои му пласират така и често може да го најдеш таму во тие зикрови, во тие нешта, Хасан ел Басри, како спомнам. Не е тој суфија. Го прашале дали мојот верник да види да имат хасад. Рекол сигурно. Зошто да немој кога брајшата на Јусуф алейхи селам има е хасед, Тие бе верници, тие бе синој од пејгамбар. Синој од пејгамбар. Јакуб алейхи селам, негови синови, му завидвее на Јусуф алейхи селам зошто имат блиско место до неговиот татко. Му завидвее на неговиот сон, кој го тумачи дека посланството после нивни татко ќе му се дај нему, и рекле, уктулу Јусуф. Убите го на Јусуф. До тој степен, хаседот те носи до овој степен. Уктулу Јусуф. Потоа решие, фарлете го во бунарија. Го фарлија во бунарија. Нивни брат поради хасед, поради завист. Поради што му завидвее на неговото место ке нивниот татко. Поради што му завидвее теја што Аллах Желешану му дал појче од нивни. Поради ова бе спремни да го убијат. Види, постојат тие бе исти овој што го продадве на тој караван. Го исте караванот, рекве дека е нивни и го продадве. Хасед, само да не е близу до нивни. Со хаседот, што е хасед?
Значи, дефиниција за хасед точно да знаеме што е. Хаседот е посакување на некој од Аллаховите робови, да му се уништи, да му се тргни ниаметот, благодетот кој му го дал Аллах на него. Ова е хасед. Яни, сакајне, копнејне на еден човек, за на други човек да му се тргни, да му се уништи нешто што му дал Аллах Желешан. Ова е хасед. Дефиниција за хасед. А по-добро за човек би било, ова ќе дојде повторно во тие лекови за лечење на овој хасед, по-добро е еден верник да знае, да биде свесен, кога му дојде, како кажавме, секој еден верник мој да имат хасед ке него, али треби со негов ибадет, со дуа ке Аллах Желешану, ќе кажеме некој себе пи кој се за да го трни това нешто, да се бори против овој хасед. Број еден нешто е кога видиш ке некого нешто е, некој ниамет од Аллах, давање од Аллах, и почни да идет ке тебе хасед. Да број еден бараш за да се спасиш од ова нешто што ти е дозволено. Дозволено е човек да му завидви, во два случаја рекол пејгамберот селам. Кога Аллах Желешану му дал на некој богатство и тој дели дејне и ноќе. Кога Аллах Желешану му дал на некому Кур'ан и тој поучи со него дејне и ноќе. Во овие два случаја е дозволен хасед, да му завидвиш на кој начин. Филани имат богатство и дели фисебилилlah дејне и ноќе. Ја Аллах, дај ми богатство како што му даде на нему и ја да делам дејне и ноќе. Ова е исто завидвиш тамам на овој, али не е да му се трни нему тоа богатство. Не да му се уништи на нему. Ја Аллах, дај ми име вакво богатство и ја да делам. Ова е дозволено. Има тој не знам што од дојне Аллах име не дај ми вакво. Ова е дозволено. И некој Аллах Желешану му дал илм, знаење за дин и тој поучви, не да му правиш хасед, не да му правиш сплетки на нему за да му го уништиш тоа даве, да му го уништиш тоа знаење, да му го расипаш негова репутација, негов углед, него ја Аллах дај ми и на мене вакво знаење. За ја да бидам од корист за овој дин. Ова е нешто што е дозволено. Нешто што можеш да го правиш. Види, рекол Ибн Тајмија. Истото што го кажавме, дефиниција за ова, рекол што е хасед. Хасед е омраза, мржња на благодетите кои Аллах Желешану му го дал на некој од неговите робови. Ова е дефиниција исто за хасед. И рекла улема, човек ретко и тешко мој да се спаси од овој хасед. Освен некој од робовите кој секоја вечер го чисти неговото срце од овој хасед. Односно секој дневно се труди да го очисти неговото срце од овој хасед. И треби да се труди секој дневно да го очисти неговото срце од овој хасед. Што значи човек да изрази хасед? Кога би слушнал за некој дека Аллах Желешану му дал нешто е. Прва негација или знак дека имаш хасед да се појави омраза ке тебе. За брат Мухамед, брат верник, слушниш дека Аллах Желешану му дал некој богатство и пример, отворил некоја голема трговија, некој голем тижар. И кажа некој во твое присуство, филан брат почна трговија, некој бизнис. Прво нешто од каде тоа е? Како е могуче? Ова е прв знак дека имаш хасед, много. Почни фацата да се мените. Се кажви негирање, се кажви незадоволство во твоја фаца, не треба да зборуваш. Твоја фаца кажви незадоволство. Ова е знак дека имаш ти хасед спрема него. Ево ти еден пример што го слушнавме скоро, за ова работа. Еден наш брат отвори некој бизнис. Луѓето што имаат таков дотичен бизнис како неговиот бизнис, не му зборве више, не му пред муабеде, како да му имат убиено цела фамилија. Не да му рече да Аллах ти дај берише, него како да му имат убиено цела фамилија, ни така го гледа, не му зборви ништо. А и плюс роднини се. Но хасед голем хасед.
Ovo je hased do ta mera da го уништи на овој. Што треба еден човек да направи кога слушни нешто вакво? Кога види некој нијамет ке некој брат. Број 1 да реши маша Аллах, барак Аллаху фик. Allah ti daj береше во те нешто. Немој да видиш бе хасетчија, мискин. Зошто завидиш? Allah му го дал нему те нешто. Секогаш кога еден брат види ке еден други брат нешто од нијамет, нешто од благодет, барак Аллаху фик. Allah ti daj береше во те. Елхамдулилlah, маша Аллах. Овие зборови не од каде, зошто, како е? Што си ти бе? Што си бил бе ти? Не му го посаквиш на твојот брат она што себе си го посаквиш. Каков брат си ти бе? Како го разбираш динов ти бе? И тоа внатре да те тишти, тој е хасед. Твој екстремитет и твој јазик треба да му се супростави на ова нешто. Број 1 вакво, ќе спомниме како кажав, али сега пак, број 1 вакво кога осетите еден омраза за други, кога осетите омраза, хасед, не омраза, хасед, завидност, број 1 што треба да направи, да почне да прави доа за него, да го скрши теа негов хасед во негово срце. Ја Аллах, дај му на нему ти зголемо му иште, ова богатство што го има нека биде најмалиот степен ке него, нека има уште повеќе ке него, направи тој да троши за овај дин, да вложи за овај дин. Али никогаш тој што прави хасед за тој максуд што му е направен хаседот, никогаш не прави доа. Секогаш прави можеби Аллаху а'лам ва а'лам контра доа. Али ова верник не сме да дозволи негови страсти, те негов хасед да излези надвор. Треба да има контрола на тие негови страсти, контрола на тој хасед да направи дуа за тој максуд, за тој што му доаѓа да направи хасед на него, ала да му зголеми богатство, да му дај иште на него. Само вака мој да се куртули од овај хасед. И кој прави дуа? Да знаеш, кој прави дуа за други брат во отсуство, мелек излегне до негова глава. Хадис сахи, пред амин, Allah да ти даде и на тебе вако нешто. Прво знај дека правиш ова дуа, мелек ќе реши амин, ќе ти юамин мелек на таа дуа и за тебе. Немој да бидеш мискин, немој да бидеш скржав, не биди скржав. Немој да бидеш хасетчија. Allah е милостив, Биди милостив за да ти се смилуват. Биди милостив на тие во дујна за да ти се смилуват тие во сема. Види што значи да нема човек хасед, браќа. Што значи да нема човек иш хасед ке не бъде. Енсари, во време на пегамбера алейхиссалам. Овој не знае што е хасед, браќа. Гледај. Вели Аллах. يحبون من حاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة ги сакат на тие што се доселија ке ними на мухаџири, ги сакат. ولا يجدون في صدورهم حاجة и не осетват никаква теснотија, никаков хасед во нивни гради. Иш не осетват ништо тешко нешто. Некаков хасед. Ове дојде од Мекка празни, без ништо. Само со ислам. Во Медина, овие ги прошекаја. И видите, Аллах не очеква, не осетва никаков хасед, никаква мржна спрема ними. Мимма уту, од теа што му го дават на ними, од теа што му се дават на ними. Ва ю'тhiруна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. И теа немат влијање никакво ке ними, не осетве никаква тешкотија за тоа што му го дават на мухаџир, иако име сами потреба за тоа. Бихим хасаса. И тие сами име потреба за тоа нешто. Дојде овој мухаџири, енсар, овој му даде пола куќа на него. Бојру, пола куќа тебе, пола богатство тебе. Имам 2 бавчи, една тебе, една мене. Овој да немаш хасед, ни грам. Иш. Види како Аллах ги фали на енсар. И на мухаџир исто. Иш, хасед да нема. Сад ибн Рабија беше енсар, ама
Абдурахман ибн Ауф, мухаджир. Ове бе 20 повратили. Сад ибн Рабија му рече, имам една куќа, еден спрат твој, еден имам две бавши, една тебе, една мене. Че прам талак една жена, земај ти за жена. Мој да правите ова, некој што имат хасед во срце. Немајте. Ова е реалитет, не филм, брече. Веродостојно предание. Ги гледат фантазија денеска. Гледат фантазија зашто хаседот е голем. И хаседот не сакат да слушни вакво нешто. Ама Абдурахман ибн Ауф му рече, не рече. Барак Аллаху фик, барак Аллаху фи малик, барак Аллаху фи ахлик. Аллах дај береше во тебе, во богатството твое, во породицата твоја, кажи ми каде ти мене сук, трговија. Почна трговија, Аллах Желешану да даде богатство во тебе. Али не осетва и никаква тешкотија. Кога некој би ни рекол денеска на нас, роднина, дојд ке тебе, ја ке тебе гост 3 дена. Ова нешто од ден што е фарс да му правиш икра, ја да не пие и спие. Инфра ќе го удреди. Лом војна дома ти е. Војна. Тој иде во гости 1 сат и ајде кафе душт, ајде. Легне децата. Говарка. Не знае дека со дај со гост иде береше многу во куќа. Ова сифат брача го имале арапи пред ислам. Арапи пред ислам, замисли, пред ислам. Ако некој бил мусафир и не го знал, му велел гостин ке тебе го примал. 3 дена не го опитвал ништо. Како се викаш? Каде воиш? Што бизнис, што трговија, ништо ни за ништо не го опитвал за да не се насекира. Тој да ти ќе му направиш цел список, каде, што, како, зошто, колку участваш, цел список. Ова не од ислам. И смешно, ама страшно. А порано ми сме слушале, оде имате постари, како било, ова било. Го имале нашите малку постари генерација. Иделе од друго место, 3-4 дена, една недела гости, цела куќа радосна. Биле помали куќите, снимаш, мали куќи, 2-3 соби, денеска 13 соби имат и немат место за гости. 13 соби немат место за гости, не сакат гости. Не сакат гости. Порано во 3 соби, во 2 соби, примале гости по една недела цела. Недела. И се радвеле. Ова е од таа хасед денеска што имат. Хасед. Теснотија на срце. Аллах да не поправи, што да не дајте разбирање. Денеска, види, што е хасед. Работа цела година, имат пари. Идет ке тебе и почвит да кукат, да плачат, те знаат дека си ти мискин. Знаат дека ќе му повараш борш. И иде ти кука, нема како ќе поминиме зимава, се работала и 12 месеци. Био мискин, не. Што само го кажи тоа за да не му повараш ти борш или да не му повараш нешто. Иде ти го не зимава како ќе помине. 12 месеци работа. Зошто имаш таква омраза? Зошто си толку тесењан? Што те направи тој хасед на тебе? Што кукаш? Зошто плачиш? Што е теа плачење? Плачиш на ниамети на благодети од Аллах Желешану што ти ги дал тебе. Имат место во ними и за сиромав, и за гостин, и за пријател, и за секој еден дел во тоа богатство што ти го дал. Ако ти направи некој дел, ќе ти го кажи, ти е дадов колата 2007, памтиш? Сум го слушал ова со мој уши. Сега 2016-2007 му е дал колата да се услужи, ти му вели, памтиш колата која ти е дадов на услуга? Го потроши делот. Кој изрчи? Отиде. Ова си го дал ти за нешто од дујна, си го дал ти за некој корист. Немој да го спомниш ова дело. Отиде тоа. Нема. Друго што? Ова, и те отиде. Кога човек го побарат хедието поклонот назад, пегаме сам што вели. Како куче кој поврати ти ги ај тие тоа што го повратило. Ама не го побара, побарвање тоа е барање назад, 2007 колата. 2005 кафе ти платив. Отиде тоа. Немаш сева за тоа, може би ќе имаш нешто друго. Верник кој има лезет, кој има хасед во срце,
немој да имат лезет во ниеден ибадет. Верни, мој да имат хасед. Ако имат хасед, немат лезет во ниеден ибадет. Немат лезет, не осети сласт во ниеден ибадет. Човек нозите во дженнет, а срцето во джехеннем. Верник, што правите ибадет едно друго, имат хасед. Тело му гледаш во дженнет, прави намаз, зека, дженнет. Ама срцето му е джехеннем небани. Отров. Оган, нар, гори све внатре тоа е. Тоа е како еден леп да го оставиш во фурна. Добро дело, фурнава, ова е хасед. Ако го оставиш повеќе, ќе изгори тој леп. Така ова е хасед, ако го оставиш повеќе во твое срце, ќе ги уништи твоите дела. Ќе ги направи пепел. Ако дојде кај еден човек, еден верник хасед, ќе дојде по него, рече ова кајде. Ова е на дефиниција. Себе. Ако влезит хасед кај еден човек во срце, сите други срчани болести си идат многу лесно после. Влегне. Хасед, рија, претварање, омраза, шпионажа, све лесно се лепет сите други болести на срцето, без никаков проблем. Иджма на улема имат дека делата на срцето, нештата што треба да се поправи срцето, се пред да се поправи ибадетите на телото. Пред што да правиш? Дали да лечиш хасед или да правиш ноќен намаз? Вака вели улема, нафиле. Ноќен намаз или некој денски намаз што е нафиле, не, прво лечи го срцето. Не значи дека не треба да го правиш. Кажа ли да му даеш поголемо внимание на ова да го излечиш, него да ги излечиш ове надворешни нешта, од нафиле. Прво излечи го ова, зашто ќе ти ги уништи сите дела тоа. Џаба да се мъчиш ако ги имаш овие болести во твое срце. Хаседот ги прекинува сите врски. Врските на охуба, на братство, врските фамилиарни, врските, секакви врски е себеб да се скине овај хасед. Овај хасед е себеб голем да се скинет овие нешта. Себеб голем да се уништит една породица е хаседот. Голем себеб, во голем дел, во голем е себеб да се уништи една породица хаседот, завидноста. Брајче, немет муабет, зошто? Зошто немет муабет? Ево еден пример овде во наши блиски села. Тројца брајче делет една ливада. Слушаш? Тројче, 1, 2, 3, на 3 дела. На еден не му падви неговиот дел што сака тој. Хасед му прави што му падви на еден. Фрле шорт 3 пати, 3 пати му падви на истиот. Каде рада? Го дават во суд, се судет во суд долго време. Тој што го суди, му вели голема грешка сте направиле што сте дошле во суд. Нашите стари кога имале проблем, снимаш, кога имале проблем, оделе ке вашите стари да го решат овај проблем. Овај проблем не е за овде, овај проблем сами да го решите. Мискини. Ама хаседот ќе те натера да се уништиш фамилијарно, да се уништиш секако. И да го уништиш твојот джеп, и джебот да го уништиш. Све ќе уништиш. Нешто што го имат како последица тој хасечијата е број 1, дека прво тој ќе се уништи себе си, пред да му наштети на тој другиот што му прави хасет. Прво сам ќе се уништи, пред да му направи штета на другиот. Секогаш ќе биде насекиран. Секогаш цел живот ќе биде во грижа. Секогаш. Ден и ноќ, зашто ниаметите од Аллах не престанат да идат кај неговите робови. Секогаш Аллах дава ниамети. Мој секогаш е хасет завиден. Секогаш ќе пукнит од мака. До тој степен се пренесе во Дауле Абасија. Халифата во тоа време имал еден близок од везирите што го сакал многу. Ова предание, во Дауле Абасија. Го сакал до тој степен многу. Секоја кога битна работа го викал него. Еден од другите везири многу му завидел. Хасед голем спрема него. Многу голем хасед имал спрема него. Еден ден се доближал до халифата и му рекол: Филан и филан везир, тој што го сакал.
кога зборуваат со тебе, зашто халифата го викал да му кажуваат во негово уво некој работи, да не слушне никој. Му рекол, кога зборуваш во уво, тој ми кажа мене, се грозел од миризбата која излеги од твојата уста. Халифата се секирал многу. Во истиот ден, овај везир го вика тоа е везирот што го сака халифа во гости ке него. Му дават во Икрам, му правит Икрам вечера таму и во таа вечера многу лук ставил во јадењето. Ова јадел добро и негова уста мирисела на лук. Се доближал до халифава другиот ден со затворена уста, за да не почувствуваат халифава лоша миризма од него. Халифата рекол во право беше овај се покрива со уста, овај го смислил цело ова нешто за да му наштети на овај. Халифата напишал едно писмо, рекол ова ќе го однесиш до главниот на полицијата, на војската. Во писмото излегол надвор, кога го видел другиот, мислејќи дека ќе нареди да се убие, му рекол каде видел специјално писмо со специјална боја, теа било само за две места. Ени за ризничар, тој што ја држи ризницата, или за шурта, за милиција. Овај мислеше дека халифавот го наградил на него, му рекол дај ми го, ќе го носам писмото. Го зел писмо и го однесал до шурти. До полицајецот му го дал на него, видел натра пишит човекот што ќе дојде со ова писмо да му се одсече неговата глава. И му одсекле главата нему. Побарал халифата да влезе некој за да носи друго писмо, кога влегол истиот човек, тој што го сакал, што наредил да се убие. Како е можно, рекол, да си ти овде? И му објасна цела киса, што се случило и сватил овај дека овај хасед. И му рекол, халифата на овај хаседот го уби прво на него. Него го уби хаседот, не тебе. Него. Тој што беше хасед, самиот загина од неговиот хасед. Така секој еден што имат хасед, да знае дека никогаш немат грижа да тргнат од негово лице. Секогаш е намуртен. Секогаш ќе го мразе луѓето поради неговата намуртеност кај него. Зашто загрижен е секогаш, мјамете идет, има тој куќа напред, кола напред, тој пука. И ќе биде секогаш загрижен. На брзина неколку илажи, неколку лекови за да се излечиме од ова голема болест, која не демнет на сите, зашто многу се расширила и нешто кога се расшири многу е лесно да се префали на другија. Број 1, да ти текни секогаш на памет кога почни да чувствуваш хасед спрема некого дека ова ќе ти ги уништи сите дела. Знај, све што си се мачил, намаз, пост, зекат, хаџ, падеа ти разни, све ова ќе ти ги уништи. Одмah нека ти текни дека ова зошто правиш хасед бе. Све ќе те здроби тоа. Сите ибадети ќе ти ги лапни. Има го ова на ова. Второ нешто што е многу опасно, како кажавме, може да дојде во степен на ширк. Значи, хаседот е голем грев. Ама во некои моменти може да достигне во ширк, зошто нека ти текне кога правиш хасед, дека ти се спротивставаш на кадерот на Аллах, на одредбата на Аллах, ти не си задоволен со одредбата на Аллах. Не си задоволен. Знај, ако претераш во, може да направиш ширк. Знај, трето, дека ова повеќе ти штети тебе него на тој што му правиш хасед. Нему штети. Тебе ти штети многу. Знај, кога почнеш да идеш хасед ке тебе, знај дека ова многу тебе ти штети. Нему што го мразиш, што зборува за него, што сакаш да му се трне нијамет, иш не му штети. Иш. Бел некој гревови мој да ти биде префрлени од него на тебе. Знај дека повеќе ти штети тебе. Бара од Аллах да ти дај да го мразиш на хаседот. И ти сам труди се да го мразиш на завидноста. Завидноста како појава мразија, прво ке себе. Ако не можеш така, сам бара од Аллах да ти дај да го мразиш ова нешто. Да го мразиш овај сифатова својства. Како кажавме, едно од тие лекови за ова е да го да кажеш пофални зборови за тој што чувствуваш хасед спрема него. На некој му чувствуваш хасед, почни во друштво да зборуваш за него добри зборови.
види него Аллах Джелешану му даде богатство. Иншалlah да му даде иште, да биде тој од корист за овој дин, да биде од корист за муслимани, кажи добри зборови за него и прави дуа за него. Труди се да правиш дуа за него. Подсетви се на смртта. Кога ти дојде хасед, сети се на смртта. Дека и ја и тој сите ние ќе умреме. Све што имаме овде ќе оставиме во дуња. Ова не е ништо наше. Немој да оиш празен за таа смрт. Немој да ги уништиш своите дела со овој хасед. Подсети се често на смртта дека таа мој брзо да дојде. И уште едно од тие лекови да видиш да имаш рида, да си задоволен на Аллаховата одредба. Дека да си задоволен, те Аллах Джелешану што му го дал, нему Аллах одредил, јас сум задоволен со те. Тебе што ти припаднало, јас сум задоволен со те. Задоволен да бидеш со тоа, нешто што ти припадни на тебе. Да имаш рида, да имаш задоволство со одредбата од Аллах Джелешану, да си задоволен со тоа. Иншалlah Аллах Джелешану да ни го оттарнит хаседун на сите. И од кај сите муслимани да го оттарнит хаседун. Ова болест која ги уништви делата, како кажал пегамбар алейхи селам, како огно што ги уништува дрвата. Овај хасед се појавет, како кажавме, да не мислиме, верник ке мене, не, него кај секој мој да дојде овај хасед. Ке учен, ке неучен, ке богат, ке сиромав, ке секоја една врста на луѓе мој да дојде овај хасед. Бел овај хасед него иде во држави, на државно ниво. Поради овај хасед се војувани војни, поради хасед. Завидност. Зошто да има таа ова, зошто ми да немаме ова? Поради овај хасед многу луѓе пропаднале иште во дуња, а ќе пропаднат и во ахирет. Инша Аллах да не бидеме од тие. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла ант, настагфирук ва натубу илейк.